Дуел со екипа која што е четвртфиналист во Лигата на шампионите секогаш мотивира, па без разлика што го загубивте првиот надпревар, во Брест има уште 60 минути за докажување. Добро, изгубивме во дека, да, но не со толку голема разлика за да се откажеме. Напорно работевме оваа недела, стварно се спремавме, немаме што да изгубиме, треба само таму да отидеме, да се бориме, да се надигруваме и мислам дека можеме да стигнеме до позитивен резултат. Зборува за карактеристиките на противникот, видовме еден многу цврст состав пред се во првото полувреме, кога практично за господари со резултатот и не го испушти до крајот. Да, имаат многу квалитетен тим, сепак како што рековте се четвртфиналисти Лига на шампиони. Имаат играчи од калибарот на Скубе, на Кашпарек, на Никита Валипао. Многу квалитетни играчи, но не значи дека ние немаме доволно квалитет за да им парираме на нив. И кај нас има доста квалитетни играчи и се ќе се сведува на тоа кој сака повеќе да победи. Наскоро ќе започне Суперлигата, најавено е враќање на гледачите на трибините, барем 30%. По полого време ќе се игра пред фанови. Спремни ли сте за она што следи од септември? Па спремни сме, за тоа и се спремавме. Мислам, сега се припреми, се уште сезоната не е ни почната официјално и ова се надпревари технички од минатата сезона. Ќе почне, се спремаме, све оди за сега во најдобар ред, со неочекување, со нетрпение ги очекуваме навивачите да се вратат на трибините, ни фали нивната поддршка кога сме на домашен терен и секој играч посакува да игра пред полни трибини. Сега се уште нема да бидат полни скроз, но не е лошо како за почеток и тоа ќе ни дојде добро.